Почитуван господин Роберт Бешовски, градоначалник на општина Градско. Почитуван председател господин Александар Јорданов и членови на Советот на општина Градско. Почитуван господин Иванов, пратеник во Собранието на Република Северна Македонија. Почитуван господин Павлевски, заменик министар за локална самоуправа. Почитуван господин Милошев, државен секретар во Министерството за здравство. Почитуван господин Колев, раководител на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Почитуван господин Јанев, градоначалник на општина Росоман. Почитувани представници на бизнис заедницата од општина Градско, институциите и невладините организации, почитувани гости, дами и господа. Градско, центарот на Македонија, но и центарот на поширокиот регион. Многу пати низ историјата во општина, регион, културен центар, административен центар, го губел и го враќал својот статус законечно од 1996 година со стапувањето во сила на Законот за територијална поделба да добие статус на општина. Денес се одбележува 23 годишнината од формирањето на општина Градско. Ве поканувам по повод денот на општината да ја проследиме изведбата на националната химна од страна на хорот при општинското основно училиште Даме Груев од Градско. Почитувани, врз основа на член 39 за Законот за локална самоуправа и член 4 од статут на општина Градско ја отворам денешната свечена седница. Советот на општина
организирана по повод 16 декември, денот на општина Градско. Ми представува особено задоволство што денешниот општински празник своето присуство го увеличи. Градоначалник на општина Градско, господин Роберт Бешовски. Пратеникот на Република Северна Македонија, господин Панче Иванов. Заменик министерот за локална самоуправа, господин Дејан Павлевски. Државниот секретар во Министерството за здравство, господин Милошев. Раководителот во Центарот за развој на Вардарски плански регион, господин Колев. Особено ми представува чест што со нас денес и представниците на бизнис заедницата со седиште во нашата општина. Со особена почит го поздравувам присуството на представниците на МПЦ и на ИВЗ. Посебен поздрав до членовите на Сдруженијето на пензионери и представниците на политичките партии и на владиниот сектор. Искажувам благодарност и до нашите пријатели кои испратија телеграми со честитки, а што не се во моментот со нас. Почитувани присутни, општина Градско постои за своите жители. Ги поздравувам сите граѓани на општината во секое населено место, им го честитам денот на општината и посакувам да бидат горди на своето родно место и да ни помогнат заеднички да придонесат општина Градско да биде пристойно и достојно место за живење. Нека ни е честит и вековит 16 декември, денот на општина Градско. Ви благодарам. Благодарам на председателот на Советот. Сега, почитувани, ве поканувам заедно да погледнеме една кратка филмувана сторија за општина Градско. Природа гостите на 7 места на општината. Централната поставеност на општината, железничката и патна комуникација го прави Градско најминовна дестинација на сите што поминуваат низ Македонија. Ќе почувствувате магијата на вечноста на овој простор. Ќе ги чуете приказните што ги раскажуваат реките и бидете сигурни дека ќе дојдете повторно. Овој 16 декември гордо пред вас стои градоначалникот Роберт Бешовски, кој веќе 2 години е татко на општина Градско. На лицата на граѓаните се забележуваат задоволство, насмевки и исполната надеж од неговата работа. Сето ова е резултат на напорна работа и реализирани проекти. До крајот на календарската година, долгот ќе биде целосно исплатен, а успехот на сите нас е намигдан. Општината која е со блокирана сметка цели 8 години ќе ја види својата светлина. Општина Градско е на правиот пат. Во сите области во кои општината има надлежности се постигнати огромни успеси. Најнапред се изработи и донесе урбанистички план за населено место Градско во вредност од 1.500.000 динари. Без овој основен документ беше невозможен било каков урбан развој на општината. Во интерес на подобрување на приодот до земјоделските површини се изгради пристапен земјоделски пат во атарот на село Угланци во вредност од 1.000.000 динари. Во селото Величани се реконструираше и поплачи улицата Почораци и го реконструиравме локалниот пат за влез во селото во вкупна вредност од 1.350.000 динари. Во населеното место Градско, партерно се уреди јавна површина на улицата Александар Македонски со површина од 1200 метри квадратни во вредност од 1.700.000 динари. На дел од истата улица се работи на партерно уредување и направивме шеталиште во вредност од 2.350.000 динари. Реализацијата на овој проект беше прифатена со огромно одушевување од населението. Се почувствува дека Градско е навистина урбана населба со паркова површина и урбана опрема. Простор наменет за сите граѓани, место за релаксација и одмор и дружење, но и подобрување на естетската слика на населбата. Во село Доврати се изградија улица 1 и улица 2 во должина од 390 метри, што не чинеше близу 2.000.000 динари. Исто толку чини и фекалната канализација која се изгради во Горно Чичево. Намерата за незината изградба е повеќе од јасна.
Делот на селбата Градско се снабдува со вода за пиење од горна Чичева и заради опасност од закатување, канализационен систем во село Горна Чичева веќе постои. Овие инфраструктурни објекти ќе го подобрат животот во овие населени места и ќе бидат основа за побрз економски развој. До населбата стопанство, тампонирањето на улицата овозможи санирање на оштетениот дел за полесен и побезбеден пристап на жителите од споменатата населба. На мостот на реката Вардар, кај селото Ногаевци, се извршија градежни активности за заштита на истиот. Во Водоврати и Градско се направени нови бушотини за водоснабдување во вредност од 700.000 динари. Конечно е решен долгогодишниот проблем со водоснабдувањето на општина Градско. Владата го отстапи собственичката права над мотелот Стоби на општина Градско, која е во фаза на продажба, за кој има повеќе заинтересирани купувачи. Со ова ќе се овозможи реализацијата на планот за изградба на комплекс, хотел, паркинг, аквапарк и слично. Покрај многобројните помагатели, Агенцијата за управување со одземен имот и додали на општина Градско возило за собствени потреби. Проект од особено значење во областа на социјалната заштита, секако и проширувањето на детската градинка по Кичиња. И на стариот дел од градинката е извршена реконструкција на просториите и покривот и исто така е збогатена со нова опрема, помагала играчки за дечињата, донација од полска амбасада. Комплетна опрема на куњата во градинката со високостандардни елементи, донирана од фирмата Декслер Мајер. Уреден и опремен е и дворот на детската градинка. Моменталниот капацитет ги задоволува сега потребите на населението, но останува отворено прашањето за размислување пунктови на градинката да се отворат во другите поголеми населени места со цел да се обезбеди адекватна социјализација на децата, но и услови за активно работење на нивните родители и зголемување на семејните стандарди. Еден запуштен сквер на улица Борис Трајковски денес е вистинска оаза на радост за децата од Градско. Тука е изградено детска игралиште и поставена урбана опрема. Бидејќи за подобрување на животот на лицата со инвалидност мора да се размислува долгорочно и во сите области што го сочинуваат животот, општина Градско донесе стратегија за лица со инвалидност за период од 3 години, а го имплементираше и проектот на UNDP за општинско корисна работа токму во областа на социјалната заштита, со тоа што средствата од проектот во висина од 405.000 динари ги обезбеди и UNDP. Општина Градско и нејзиниот градоначалник особено внимание посветуваат на образованието на децата, на иднината на оваа општина. Затоа, проектите во оваа област се насочени како кон усовршување на едукаторите, обезбедување на оптимални услови за одвивање на наставата во сите училишни објекти, обезбедување нагледни средства и вклучување во проекти од типот Еразмус, што го подобруваат квалитетот на наставата и внесуваат во неја елементи од европските напредни образовни системи. Во годинава што изминува, партерно се уреди и се постави урбана опрема во дворот на основното училиште Бабе Дилец. Всушност, со неговото уредување се направи и паркова површина од отворен тип наменета на сите жители на општината. Оваа хортикултурно уредена оаза е во вкупна вредност од 3.600.000 динари. Во училиштето успеавме да ги опремиме кабинетите со нагледни средства што ја олеснуваат практичната настава, за што се вложени 300.000 динари, а за зголемување на книжниот фонд на библиотеката со 160 наслови издвоени се уште 20.000 динари. Набавена е информатичка опрема во вредност од 130.000 динари. Во подрачните училишта направени се следните инвестиции. Во Водоврати изграден е летниковец, направени се нови санитарни јазни. Во училишните објекти во Водоврати и Кочилари извршено е прегледување и полерисување на учениците. Во Градско, Величани, Нагоревци, Кочилари и Водоврати заменети се печките на дрва со печки на валити во вредност од 680.000 динари. А во Ногаевци за подобра енергетска ефикасност инвестирано е на фасадата и променети се прозори
прозорците за сума од 60.000 денари. Значајно раздвижување на спортскиот живот во Градско се случи со реформирањето на фудбалскиот клуб Локомотива. Интересот за спортот, што беше целосно забран, се активираше кај младите. Инвестирано е во уредувањето на спортскиот терен, набавени се дресови и создадени се услови нашите млади фудбалери да се надпреваруваат со другите клубови. Секоја втора недела во Градско се одржуваат надпревари и сите уживаме во силниот спортски дух на својата младина. Планинарскиот марш Клепа премина во традиција. Веќе 2 години поред се организира качување на врвот Клепа, паѓајќи од целото Сирково во соработка со општина Росона. Учеството на 500 планинари од целата земја го потврдува ангажирањето и вложувањето на општина Градско за развој на туризмот и афирмација на општината преку запознавање на природните убавини и културната наследство. Културата е област која има широко поле за делување, како што успешно делува Клуб Стоби и афирмира општината со настапите во државата и на фестивалите во Полска и Романија, така и традиционалната фолклоријада Градско е масовно посетена секоја година. Посетата на амбасадорот на Република Франција, Кристијан Тимониев, е од круцијално значење за општина Градско. Целта на посетата беше да се запознае со општина Градско, како со локалната самоуправа, така и со вкупниот општествено-политички и културен живот во општината, како и богатото културно-историско минато и плановите за развој и урбан напредок. Владините функционери, вице-премиерот Дујан Кишев, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Винковски, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и заменик министерот за локална самоуправа Ијан Павловски покажаа заинтересираност, ангажираност и посветеност за напредокот на локалниот развој на општината и докажаа дека и институциите од повисоките нивоа на власт секогаш подготвени за да дадат помош. Не помалку значајна е заштитата на животната средина. Тука пред се мисли на поставувањето на контейнери за отпад, набавка на 150 канти за отпад, 15 подземкувани контейнери во повеќе населени места и успешно спроведените акции за очистање на бивите депонии и отпадот на регионалниот парк Велес Градско. И на крај, задолжително е да се споменат и проектите кои се започнати оваа календарска година, а ќе се финализираат идната 2020. Локалниот парк Градско, Долно Чичаро, во должина од 1800 метри, ќе не чини околу 17 милиони денари. Оваа сообраќајница е од огромно значење за полесна комуникација на жителите, но и за полесен пласман на земјоделските производи до саканата дестинација. А во интерес на економскиот развој и земјоделците е изградбата на откупниот центар за земјоделски производи, пазар на големо кој е во тек и чини близу 5 милиони 900.000 денари. Фекалната канализација во населно стопанство, која е во фаза на тендерирање, чини 7 милиони денари. Со изградбата на фекалната канализациона мрежа ќе се реши голем санитарен и хигиенско-здравствен проблем за овој дел од населба Градско. Од неодамна, општина Градско доби убава вест. Амбасадата на Јапонија ја одобри апликацијата за грант тежок 40.178 евра за набавка на специализирано возило трактор. Неговата ексцеленција Кейко Ханеда беше во посета на општина Градско, потенцирајќи дека ова е прва донација за општина Градско од ваков вид со која ќе се подобри работењето на љеката Клепа и ќе се прават интервенции на водоводните и канализационите мрежи, атмосферските одводни канали, транспорт на комунален отпад и чистење на диви депонии, чистење на снег на улици и локални патишта, косење на трева и кастрење на гранки. И сето ова за да се реализира не е едноставно и лесно. Има многу пречки, објективни, но и од субјективна природа. Има несакани и непријатни ситуации, напорна работа и на човечки ангажирање. Секој начин и потек на градоначалникот Тишовски несумнено се изгладал и вредал. Како директор на Општинското основно училиште Дами Груев, можам да кажам од свое име, од името на сите работени,
ученици и родители, дека ова што се направи во последнава година е вистински напредок за образованието. Бидејќи имаме соработка со повеќе училишта ширум државата, можам да споредувам. Денес во нашето училиште има подобри услови за работа од многу училишта во градски средини и во побогати општини. Сето тоа е благодарение на соработката со општината, пред се со градоначалникот. Имаме голема поддршка при учество на бројни повици за донации, проекти, меѓународни проекти, се со цел да возможиме ефективна, ефикасна и современа настава. Доблес на општината е што секоја година ги наградува најдобрите. И како што ние се гордееме со нашата општина и нашиот градоначалник, максимално се трудиме и тие да бидат горди на нас. Може. Јас сум мајка, задоволна на дете што оди во градинка. До сега во градинка децата беа поделени во една година, во една занимална. Од сега ќе бидат поделени во две групи според возраста и програмата по која работат е соодветна за нив. Многу е убаво. Имаат квалитетни услови за начин на работа, многу е чисто. Старата занимална е обновена, имаат нови шкафчиња, нови играчки и апарати се заменени за нови. Јас сум многу задоволна од тоа што се направи за градинката. Убедена сум дека моето мислење го делат и другите родители. Знаете ли колку значи додека сте на работа да бидете сигурни и спокојни дека вашето дете е згрижено на топло и безбедно. Како општина Градско, да одиме во паркот кој што беше понадежно Пазарчук, сега е во изградба на парков. Многу се направи за една година. Значи, детално се извини планот и тие работи што треба. Значи имате каче кај да испаднете и да седнете и да поразговараме и да си направиме мобет со пријатели, другари и пензионери. Многу фина работа, секој честитки за градоначалникот и за Советот на општина Градско. И може секој да отиде да поразговара, да го што го тишне, да му објасни што треба, кај треба, било стар, било млад, во секој време врата отворена за разговор. Само така нека продолжи, никаков проблем ќе има во општина Градско. Со таква соработка може да работиме, може да се договараме и може да градиме. Јас се викам Илија, се проживам Калазо, од Градско на улица Маршал Тито број 22, во строгиот центар на Градско. За среќа што сум тука и можам да гледам преку човек. Единствена врска со светот ми е прозорецот. Се обратив до претходните градоначалници, не ми одговорија. Не ми одговорија, барем да речеа, жалиме, немаме средства, не можеме, а се познаваме. За среќа дојде и за градоначалник Роберт Бешовски, кој со својата хуманост, со својата човечност, со својата желба да помогне на немотни, на инвалиди, на стари, на луѓе, се напати најде мајстор, ги реновира, бидејќи мојата желба и потреба беше лесвиците од една до друга да бидат 10 см, за да можам да ги пречекорувам. Се јави без никаква надеж, без нулта надеж. Меѓутоа тој толку беше добар, толку чудно добар, рече не бери гајле. И да заклучиме, бидејќи времето секојаш е драгоцено, да го искористиме со помалку зборови, иако може и многу повеќе за употреба. Луѓе, министри, председатели, премиери, претходни, сегашни идни, огледате се во хуманоста на нашиот градоначалник Роберт Бешовски. Јас сум член на властен клуб Локомотива од Градско, капитен. Овој клуб нас беше згаснат, но пред 2 години имаме нов клуб со поддршка на градоначалникот. Нова попрема, нови услови, ново игралиште и сите останати работи. Секоја недела имаме фудбалски надпревари, кои што ни требаат финансиска помош и општината секогаш не е отворена за соработа.
Се гордееме што ги имаме младите што сакаат да бидат дел од Локомотива и што го враќаме спортот на прав пат во Градско и младите да имаат здрав живот и спортски живот. Од цел клуб и од цела управа, заедно со сите нас играчите, ќе помогнеме колку можеме да се вратиме на правиот пат во Градско заедно со поддршка на градоначалникот на општина Градско. И аз би сакала во продолжение да го поканам градоначалникот на општина Градско, господинот Роберт Бешовски, да ни се обрати. Почитуван господин Иванов, пратеник во Собранието на Република Северна Македонија. Почитуван господин Павлевски, заменик министер во Министерството за локална самоуправа. Почитуван господин Милошев, државен секретар во Министерството за здравство. Почитуван господин Колев, раководител на Центарот за развој на Вардарски плански регион. Почитуван господин Јанев, градоначалник на општина Росова. Почитуван господин Јорданов, председател на Советот на општина Градско и членови на општина Градско. Уважени гости, дами и господа. Денес празнуваме 23 години општина Градско. Денешните жители на општина Градско се наследници на генерации и генерации наши предци, кои во изминатите 23 века оставиле свој подпис во топонимите, артефактите, почвата, виното, водотеците и се разбира во нас. Нашата емотивна снага, нашиот генетски код, кој не прави уште поодговорни и свесни за предизвикот што е пред нас. Почитувани пријатели, кога пред 2 години ми се обратив од оваа говорница, со ветување дека ќе најдам начин да извлечам општина Градско од живиот песок, од долгови во кои беше пропадната да докуша и дека во Градско ќе се гради и ќе се вработува, во дел од вашите погледи гледав недоверба, гледав подсмев и неверица. Денес се што ветив, а и многу повеќе од тоа е остварено. За да не бидат празни зборови, да имаме цврст доказ дека сме на правиот пат, го снимевме пред малку овој краток филм што го пуштивме. Сликата заменува 1000 зборови. Нема да се повторувам. Видовте што сработивме ние заедно. Ќе прочитате во брошурата што е резюме на сето оно што го направивме во ова календарска година. Она што морам да го споделам со вас е фактот дека во новата 2020 година општина Градско влегува со одблокирана сметка. И тоа после 8 години. Без отужени долгови, но со големи планови. Излеговме од тунелот во кој не се гледаше зрак светлина. Од 700.000 евра наследен долг, вративме 500.000 евра. Ние сме општина која враќа стари долгови и гради нови проекти. Знаеме дека не е лесно. После оно што го направивме, што беше речиси невозможно, со блокирана сметка од нас се очекува уште повеќе. И бидејќи сме луѓе од збор и го остваруваме ветеното, убеден сум дека на почетокот на следната година ќе бидат завршени веќе започнатите проекти. Откупниот центар за земјоделски производи и реконструкција на патот до Лучичево Градско. Значењето на овие проекти ќе биде објаснето во видеопрезентацијата. Објект кој е под заштита на Заводот за културно наследство на територијата на општина Градско е манастирот Свети Архангел Михаел во Чичево. Меѓутоа, заради лошиот пристап, манастирот не е доволно посетен. Затоа во 2020 ќе се доградат и останатите 1300 метри од локалниот пат Горна Чичево манастир и хортикултурно и партнерно ќе се уреди манастирскиот двор. Со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот по Вардарски господин Артангел ќе се гради соборна црква во централното подрачје на Градско Свети апостол Павле. Ја отпочнавме постапката за реализација на важни проекти за развој на Градско. Изработка на урбанистички планови за инфраструктурно уредување на индустријска зона
и зона за домување во Градско. Секој инвеститор што ќе сака да искористи поволната положба на општина Градско за изграда на индустријски капацитет ќе најде на многу поволни услови. Исто така и младите што ќе сакаат да го решат своето стамбено прашање со зоната за домување ќе можат да го сторат тоа. Во интерес на зголемување на туристичките потенцијали на општината ќе се помножат летниковците на езерото во село Подлес со пристапни патеки, ќе се постави урбана опрема, соларно осветлување, канти за отпадоци и слично, а исто така ќе се изгради и асфалтира главната улица во селото Подлес. Со изградбата на фекалната канализација во населба Стопанство во 2020 година не решаваме само инфраструктурен проблем, туку и здравствен проблем. Затоа што ќе се напредат потенцијалните извори за заразни болести. Следната година следува реализација на проектот за проширување на гробиштата во Градско на 4 катастарски парцели, со што и вечното почивалиште на нашите сограѓани ќе биде достоинствено како што доликува на една современа урбана населба. Постапката веќе е отпочната. Добриот однос со бизнес секторот во овие 2 години резултираше со многу позитивни примери на донација и помош на општината. Ова ќе продолжи и наредната година. Во оваа прилика сакам да изразам благодарност до компанијата Дресер Бајер, која го одобри нашето барање за изградба на 2 нови модерни автобуски постојки во централното подрачје во Градско, која ќе се реализира веќе наредниот месец. И исто така донација на едно комби возило прилагодено за лица со посебни потреби на граѓанското здружение Надеж од Градско, и тоа во месец февруари. Со ова возило многу ќе се подобри мобилноста на лицата со инвалидност и задоволување на нивните потреби како во општината, така и во поголемите центри. На ново изграденото шеталиште спротив новиот отворен парк изградиме модерна фонтана за која веќе обезбедивме финансиски средства и ќе поставиме уметничка инсталација од шарени чадори во поглед на изградбата на улици и патишта. Очекуваме после одржувањето на веќе закажаните избори, реализација и изградба на неколку улици во Градско. Станало збор за улиците Лиденска, Панко Брашнаров, Крак на Александар Македонски, под бензинска пумпа, и понатамо изградиме по една улица во Рогаевци и село Кочувари, во Виничани крак на улицата во центарот, мостот и патот до населба Лаките. И до крајот на месецот ќе ја рестартираме амбулантата во Виничани, по која за почеток 2 пати делно ќе доаѓа лекар. Во оваа прилика сакам да известам дека општина Градско отпочна постапка за измена и дополнена на урбанистичкиот план на Градско, со кој ќе се створат услови за нова инвестиција од страна на агрокомбинатот Варда Градско, со нимен партнер во висина од 10 милиона евра за изграда на биогасна централа за производство на електрична енергија со капацитет од 3 мегавати, а воедно и топлинска енергија, каде што ќе има директни 15 вработувања. Исто така во паркот, во непосредна близина на железничката станица, определивме парцела за изграда на музејска зграда која ќе има форма и лик на старата струшена железничка станица во 1944 година. Почитувани пријатели, ние сме млада општина по административно уредување, но ние сме стара урбана средина со изградена култура на живење, со граѓани кои ја чуваат својата традиција, обичаите и се горди на своето минато. Градско географски е срцевината на нашата држава. Крстопат по кој победувале освојувачи и ослободители, револуционери и бранители. И денес патот кон Европа, правиот пат по кој чекориме, води тук,
преку нашата општина. Затоа ја градиме да биде достојна, да се гордееме со неја, со нејзината историја, но и со еднината што ќе ни отвори нови развојни перспективи. И на крајот, како и секогаш заедно сплотени со нашата цел да ја направиме општината поубаво место за живење, стигнавме до овој 16 декември. Почитувани, на сите ви посакувам лична среќа и добро здравје. Нека ни е честит 16 декември, денот на општина Градско. Да живее општина Градско, да живее Република Северна Македонија. Благодарам. Господин Дејан Павлевски, заменик министер во Министерството за локална самоуправа. Во периодот од како господинот Павлевски е заменик министер за локална самоуправа, постојано се труди и бара начин да ја помогне на општина Градско. Во 2019 година со негово залагање преку Министерството за локална самоуправа од Бирото за регионален развој финансирани се два клучни проекти. Поддршката од заменикот министер и од Министерството за локална самоуправа е континуирана и се надеваме дека ќе продолжи во иднина. Во знак на благодарност, општина Градско му доделува благодарница 16 декември. Центар за развој на Вардарски плански регион. Како дел од Вардарскиот плански регион, општина Градско во изминатиот период успеа да оствари комуникација со голем дел од дипломатскиот кор во земјава и да искористи грантови за проекти од различни области од Јапонската амбасада, Норвешката амбасада, фондовите на Европската унија, како и голем дел од владини и невладини институции. За сето ова голема заслуга има администрацијата на Вардарскиот плански регион на чело со раководителот господинот Марко Колев, кој дадоа огромна стручна помош. Од овие причини, општина Градско на Центарот за развој на Вардарски плански регион му доделува благодарница за успешна соработка. Благодарам. Навистина е чест што Советот на општина Градско и градоначалникот ми кажуваат таква чест и ми доделуваат благодарница. Изминатиот период навистина има одлична соработка. Меѓутоа ќе се сложиме дека задоволството е уште поголемо кога ќе видиме среќни насмевка на лицата на граѓаните онаму каде што ги решаваме проблемите, а особено кога тоа се однесува од вака во помали општини, во рурални општини и кога решаваме проблеми на луѓето кои што живеат во селата. Сакам да кажам дека изминатите 2,5 години од централна власт, меѓутоа и 2 години како локална власт, многу се правеше, многу се градеше, многу се инвестираше на целата територија на државата и сакам да верувам дека тоа темпо ќе продолжи уште поинтензивно во периодот што следи. Исто така сакам да ве повикам сите вас, сите ние поединечно и бизнис секторот да помагаме во иднина и да направиме навистина нашата држава да биде едно поубаво место за живење и да ја придвижиме многу побрзо до развиениот свет. Нека е честит празникот, нека е вечна општината, нека ни е вечна Македонија. Благодарам. Благодарам, господин Павлевски, да продолжиме понатаму. Дрекселмаер, Македонија. Дирен Дрекселмаер Македонија е основана во 2012 година од страна на Дрекселмаер Груп. Од самото основање, фабриката Дрекселмаер во Кавадарци доживеа импресивен развој. Околу 200 жители од општина Градско секојдневно патуваат до Кавадарци до своите работни места, со што се намали невработеноста во нашата општина. Фирмата Дрекселмаер редовно е отворена за соработка и донации. Кујната во градинката Кокичиња комплетно ја опреми. За 1 месец ќе се постават нови автобуски постојки и најважно од се е да се напомене дека и ранливите категории не се изоставени. Генералниот директор господинот Лукас Мурингер со задоволство ни соопшти дека на Сдруженијето Надеж од Градско ќе му подари возило за лицата со посебни потреби. Поради ова општина Градско на Дрекселмаер му доделува благодарница 16 декември.
Сеат Реч. Господинот Сеат Реч е роден во селото во Добрадин, веќе 30 години живее во Минхен во Германија и е собственик на градежна компанија. Љубовта кон родната грудка и носталгијата по родното место го поттикнува Сеат да донира во својот роден крај. Со неговата донација 2 бушотини за вода, една во селото во Добрати и втора во населба Градско, како и цевководи од бушотините до резервоарите за вода во селото во Добрати, доби бенефит целото село во Добрати и целата населба Градско за подобрување на водоснабдувањето. Бидејќи господинот Реч се грижи и помага во комуналната инфраструктура на општина Градско, му се доделува благодарница за посебни услуги и придонес во развојот и афирмација на општината 16 декември. Исто така, благодарница добиваат и следните истакнати земјоделци на територија на општина Градско. Илија Данев, Господинот заедно со останатите уште неколкумина земјоделци кои што оваа година ќе добијат признание од општина Градско, навистина вложија многу труд, многу љубов во работата и затоа општината по повод овој 16 декември им доделува признанија. Да продолжиме понатаму. Победата. Иван Самандров од Градско. Боне Спасовски од Виничани. Маријан Јованов од Ногаевци. Камбер Воца од Кочилари. И Исмет Дели од Водоврат. Благодарница за истакнати лица и екипи од областта на културата и спортот на територија на општина Градско добива Боре Видевски. Боре Видевски е роден во Велес. Носител е на мајсторски степен 4-ти дан црн појас во карате стилот Уечи Рю Окинава карате и мајсторски степен 5-ти дан во Шотокан карате. Карате тренира од својата 9-та година. Како карате инструктор работи од 1998 година и тоа прво во карате клуб Велес и потоа како самостоен инструктор по Уечи Рю Окинава карате во карате клубот Окинава од Велес. Води група за Уечи Рю Окинава карате од 40 на членови во општина Градско пред деца, која работи од неодамна. Токму заради ова општина Градско му доделува благодарница за подигнување на свеста за развојот на спортот и здравиот начин на живење кај младата популација. ГФК Неготино. Градскиот фудбалски клуб Неготино од Неготино е формиран во 2003 година. Како подружница во Градско со тренинзи започна во 2016 година. Активно тренираат околу 40 дечиња на возраст од 5 до 12 години, кои се учесници во детската фудбалска лига Централен регион и доста успешно го представуваат клубот. Последниот успех им е за неголема пофалба, бидејќи го освоиле првото место во женскиот фудбалски турнир Зоран Недефелер Куп 2019, а за најдобар играч на турнирот е прогласена фудбалерката од Градско Надја Лазова. Им честитаме за големиот успех.
Во знак на благодарност за хуманоста и придонесот во крводарителството, благодарница добиваат и неуспешните крводарители. Тони Илич. Господинот Тони Илич од Градско е роден 1963 година, од 1980-та па се до сега има дарувано 123 пати крв. Честа, да, наистина подвиг кој заслужува признание, честа негова изрека е поеднаш ке даде крв, повеќе никогаш не се откажува. Заради неговата хуманост и солидарност, Општина Градско му доделува благодарница 16 декември. Дончо Николовски. Господинот Дончо Николовски од Градско е роден 1960 година и е крводарител цели 35 години. До сега има дадено 104 крвни единици и несебично размислува во иднина да не ја прекине традицијата. Поради постигнатите резултати, Општина Градско му доделува благодарница 16 декември. Пофалници за постигнат успех и одлични резултати во областа на образованието добиваат Милка Петкова за најдобар просветен работник за 2019 година. Господја Милка Петкова веќе 10 години е наставник по англиски јазик во Општинското основно училиште Даме Груево Градско. За долгогодишниот успешен ангажман и соработка со локалната самоуправа и јавното комунално предпријатие Клеп од Градско и работата со учениците кои покажуваат особен интерес за изучување на англискиот јазик и литература, активното учество во јавната и културната дејност на училиштето, учество на обуки и семинари, успешната реализација на домашни и меѓународни проекти, Општина Градско и доделува пофалница. Заради сите овие залагања и успеси, како и афирмација и придонес во развојот на Општинското основно училиште Даме Груев и Општина Градско, Милка е прогласена за најдобар просветен работник за 2019 година. Господја Милка Петкова. Тамара Иванова за најдобар ученик во Даме Груев Градско. Тамара Иванова е ученик во 9-то одделение во Општинското основно училиште Даме Груево Градско. Со својот одличен успех е посебно истакната, а со својата континуирана посветеност во воспитно-образовниот процес се докажува преку постигнатите резултати на повеќе училишни, општински и регионални надпревари, како и учествата на државни надпревари. Учеството во бројните наставни активности и манифестации во текот на своето 9-годишно школување, воедно исклучително одговорниот пристап и примерно однесување во училиштето, се потврда дека заслужи да го добие ова признание. Ученичката Тамара Иванова се покажа како одличен ученик кој се надеваме дека ќе послужи како пример на идните генерации. Никола Трајановски за најдобар средношколец од Општина Градско. Никола Трајановски е ученик од 3-та година во средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски во Велес, настока фармацевско-лабораториски техничар. Со просек од 5.00 активно зема учество на општинските надпревари по хемија и биологија. Има добиено пофалница на националниот надпревар по англиски јазик Best English, која е призната во целиот свет. Исто така и член на фудбалскиот клуб Локомотива од Градско. Како и секоја година, Општина Градско на денот на општината ги наградува најдобрите, оние кои во текот на изминатата година ги постигнале најдобрите резултати. А најдобар средношколец во Општина Градско годинава е Никола Трајановски. Сара Рибарска за најдобар студент од Општина Градско. Сара Рибарска е студент во втора година на Филолошкиот факултет Блаже Коневски при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на катедрата за англиски јазик и книжевност. Редовно е учесник на едукативни предавања, обуки и семинари во областа на англиската цивилизација. Општина Градско и честита за нејзиниот успех и се надева дека знаењата стекнати во рамки на нејзините студии ќе придонесат за успешен понатамошен професионален развој. Дами и господа, најдобар студент од Општина Градско, Сара Рибарска. За крај, награда за посветеност и особен придонес во развој на образованието во нашата општина добива Благојка Клинкарова. Господја
Благојка Клинкарова е вработена во Општинското основно училиште Даме Груев Градско 1982 година како оделенски наставник, од кои 4 години е назначена за директор. Во целото работно искуство има добра соработка со учениците, родителите и локалната самоуправа. За нејзината успешна работа во образованието сведочат добрите резултати на своите генерации на ученици, кои сега се успешни работници на секое поле. Низ својот работен век, господја Клинкарова е целосно посветена на воспитно-образовниот процес, па затоа Општина Градско на господјата Благојка Клинкарова и доделува признание 16 декември. Почитувани присутни, ми представува особена чест и задоволство да го примам ова признание. Би сакала да изразам длабока благодарност до градоначалникот Роберт Бешовски и советниците на Советот на Општина Градско на укажаната почит спрема мене и моето долгогодишен придонес во образованието на нашите ученици. Горда сум што сум наставник и ви посакувам на сите бројни успеси во вашите кариери и големи достигнувања во вашите кариери. Нека ни е честит и вековит денот на Општината. Благодарам. Сега само да ми председателот на Советот да повели на сцената сега една групна фотографија, ние со еден аплауз да ги поздравиме сите поединци, сите институции кои ги донесоа за развојот на Општина Градско, да чекари на патот како вистинска модерна европска општина во оваа 2019 година. Ова се најуспешните за изминатата година. Честитки ви посакувам многу лични успеси во иднина, многу успеси на институциите на кои дел од вас припаѓаат. Благодариме за соработката и да продолжиме по овој пат и во иднина. Да ги поздравиме со еден аплауз на фотографија. Сега кога ги доделивме признанијата, време е да продолжиме понатаму она што ни следува за крај. Во чест на добитниците на овие признанија, во чест на празникот на Општина Градско, денес со нас е и луѓето од Народниот оркестар при Штипското државно музичко училиште Сергеј Михајлов. Да го проследиме нивниот настап, но пред се да ги поздравиме со еден аплауз и да ги поканиме на сцената. Уживајте!